Дали знаете дека оваа сјаличка, добро, не конкретно оваа, бидејќи ова веќе застарена технологија, иако е добра, но ова позади мене апсолутно да. Па и ова. Ова е еден од најбезбедните елементи во автомобилот. Како може ова мало чудо да е толку важно за безбедноста во автомобилите? Сега ќе ви кажам, дечки, едноставно е. Ноќта ни е осветлена. Едноставно не сме ќорави, можеме да гледаме навечер и да возиме. Но и не само навечер, и преку ден сме повоочливи, побезбедни. Особено со овие IntelliLux LED HD светла на Opel. Но пред да додам до нив и пред да додам до како ова е толку многу безбедно, ќе вратам малце поназад. Сега ќе ви кажам јас како. Сега може да ви кажам. Замислете, пред повеќе од 100 години возачите се ослонувале на ова, на тегла, ама најсериозно. Зимале тегла, ја ставале напред кај колата и внатре ставале свеќа. Односно, свеќата денес ни е сјаличка. И врз база на тоа, гледале. Како може да гледаш низ ова? Човече, тегла. Бреј! Возачите некако се сноѓале. Дали свеќа ставале, дали појаки свеќи, дали поголеми, некако се сноѓале. Но во 1908 година автомобилизмот се препородува. За прв пат се појавува електричниот фар. И за 7 години подоцна, во 1915 година, веќе доаѓа првата нова измена, односно се представуваат светлата со соборен сноп. Веќе неколку години подоцна, односно 9 години подоцна, во 1924 година доаѓа рефлектор со соборен сноп и средни светла. Голем напредок. Но тука не застанува целата ситуација. Во 1957 година, малку подолг временски период им било потребно за развиток, но после 30 години се представуваат асиметричните светла, оние кои што до ден денес се уште ги користиме. Што значи тоа? Дека од левата страна имаме пократок сноп на светла, додека од десната страна имаме подолг сноп на светла. На таков начин не им правиме проблем и заслепување на совозачите од другата страна, но во истото време добиваме поголема осветлена површина онаму каде што ни треба, да се држиме покрај десниот трап. Тоа за пазар кој кај нас. За Англија, Малта и сите кои што возат од десната страна, нормално тоа е обратно. Веќе од 1957 година до наредната промена повторно е потребен долг временски период, односно повторно се потребни некаде околу 30 години, бидејќи некаде во 90-тите години се случува новата промена. Од 57 до 90 години најмногу имало голем развиток во искористеноста на материјалите во светилките. Односно, што е можно подобар квалитет и што е можно помалку да греат. Замислете, сме започнале од тегла со свеќа до ова, буквално до ова. И долг временски период, мислам се уште до денес го користиме ова. Но во 90-тите години автомобилизмот добива нешто ново. Тоа се вика ксенон. Новото ладно и плаво светло кој што за многу брз период стана препознатив символ, кој што до ден денес и тој го користиме. Ксенонот е многу важен. Многу важен дел од историјата. Мислам, до сега што кажав е многу важен дел од историјата, но ксенонот особено за оно каде сме денес. Бидејќи од ксенонот започнува да се користи да се унапредува технологијата што е можно повеќе во тие ладни и бели светла. Но во 2010 година започнува официјално употребата на LED светлата. Бидејќи ксенонот имаше одредени мани кои што ледот ги замени. Не греат воопшто. Многу помалку трошат. И она што денес го имаме, LED светлата со лазерска технологија, само се унапредува за да стигнеме до ова. На почеток се представуваат под името Matrix, што има логика ако мислиш дека се крстени по филмот, бидејќи прават некои чудни екзибиции, акробации светлата, но за жал не. Се крстени по математиката и по решавање на линеарна равенка. Не ме прашувате тука за објаснување околу математиката, за мене тоа јок приказна, но Matrix може би подобро да ги оставиле по филмот, бидејќи имаат многу повеќе поврзано со нив. Зошто? Бидејќи Matrix светлата работат заедно со
радарите, со сите системи и со камерите. Самите тие, сите LED диоди кои што ги имаат внатре во фарот, работат во соработка и се прилагодуваат со патот, односно со сите препреки кои што ги имаме. И тоа доведува до денешнава технологија. Всушност, Opel во 2015 година, заедно со Opel, не заедно во соработка, но во истото време представува два различни концепти на светло, но мора да признам дека Opel многу подобро тоа го работи. Сега ако мислиш дека сето ова што го збораме реклама само за Opel, не, ова го зборам најискрено. Иако ако погледнам сметката на фирма кај мене, многу добро ќе ми дојде таа реклама, но ово кажам бидејќи тоа се фактите. Opel започна да конструира една технологија која што е многу понапредна, многу подобра и во последнава деценија, па и повеќе две, не гледам некој изум во автомобилизмот кој што реално ни е потребен, реално ни користи и реално стварно вреди да се напомене. Opel ова што го прават, стварно многу вреди. И што е сега конкретно ова? IntelliLux LED HD светлата. Така ги кажуваат сега Opel, за прв пат се појавуваат со Opel Astra, со Opel Mokka и така натаму. И сега за прв пат оваа нова генерација се појавува со новиот Grandland. Што е интересно кај овие светла? Што заедно двата фара имаат повеќе од 50.000 елементи повеќе од 50.000 елементи, или ако бидам по-прецизен, 51.200. Односно, по фар 25.600 елементи во светло во фаров човече, 25.000 елементи, кои што сите заедно работат, со помош на камерите се прилагодуваат на патот и ти овозможуваат што е можно попрегледна површина. Дури ако возило доаѓа, си прави тунел покрај него, тој како се движи, така и тунелот се исклучува и се вклучува. Движејќи се, ако имате некои знаци, се вклучуваат дополнителни системи кои што прават да не осветлува толку многу на патот, на треви, на буквално се. Океј, саш малце попрецизно да знаеш како функционира, сега ги ти кажам. Овој супер модерен систем ја претвара ноќта буквално во ден за возачот и прецизно ја осветлува патеката и околината. Во зависност од моменталната сообраќајна ситуација, камерата ги детектира возилата пред и оние што доаѓаат во спротивна насока. А IntelliLux HD светлото ги секува уште побрзо и попрецизно од претходните матрични светлосни технологии. Светлосниот тунел, односно зоната која светлината ја избегнува, е потесен од порано, додека остатокот од патот и околината се подобро осветлени. Односно со сите овие измени сега се забележува дека околу 30 до 40 метри порано, при брзина од 80 км на час, сега се осветлуваат површините пред вас. Односно, ова му овозможува на возачот да реагира на потенцијална пречка до 2 секунди порано, што е многу драгоцено време за да се избегне можен судир. Исто така, сите овие автоматски IntelliLux функции од градско и патно осветлување до светло за свиоци и лоши временски услови се подобрени и издигнати на многу ново ниво. Односно, светлосниот конус пред возилото може целосно дигитално да се прилагодува со користење на повеќе од 50.000 пиксели, така што интуитивно го води погледот на возачот долж патот при свиоци, као што можете и сега да видите. Покрај дигиталното прилагодување на светлосниот конус, во зависност од аголот на вртење, се активира дополнителен светлосен модул од соодветната страна на возилото. Тоа осветлува страната на патот уште подобро и така спречува појава на црни дупки при свиоци. Во режим за лошо време или магла, овие фарови го земаат предвид можниот одсеј предизвикан од влажни улици и ја прилагодува јачината на светлината за да го намали ефектот за возилата што доаѓаат во спротивна насока. Човече, тоа значи како врне и улицата е влажна, наместо да се прави рефлексија, он го намалува тој момент за тебе да не ти пречи, ниту пак на другите возачи. Браво. Но не само тоа, ги препознава и сообраќајните знаци што се појавуваат на патот и ги затемнува LED диодите за да спречи одсеј. Браво. Но не само тоа, постои така наречениот туристички режим, што значи дека ако возите во земји кај што се вози од десната страна, тие самите се прилагодуваат на патот и снопот, како што кажав, се прилагодува од левата кон десната страна или пак обратно. И нормално тука се анимациите во форма на графички видеа кои се проектираат секој пат кој ќе влезете во Grandland или излезете. Добро, оваа функција нормално не е дека нешто многу ви значи, можеби 5-6 пати ќе ја гледате и после тоа ќе ја занемарите, но ова само докажува колку овие 25.000 делови по фар или над 50.000 вкупно, сите тие работат заедно. Пак ќе ви кажам, ова не е реклама, ова го кажам бидејќи стварно сум фасциниран и сметам дека ова е најдобриот изум кој што постои во последниве 2 децени во автомобилизмот. Овие светла не се само светла кои што ќе ви дадат
подобро осветлена површина, туку ова се светло кој што ќе се фасцинираш, ќе си кажеш, вау, човече, како е возможно да види толку напред и далеку возило и да не му пречи, а мене пак да ми е осветлено, да ми е потребно, особено на вакви планински места, темни, кај што нема никакво осветлување, тебе да ти е осветлено, да ти е ден, буквално да ти е ден и да не му пречи тоа на возачот. И плюс да размислува дали е влажно, дали е магла, дали е било што, било каква препрека. Тоа е иновацијата. И плюс на сето тоа, тоа е безбедноста, бидејќи така ќе можеш да воочиш било каква препрека напред пред тебе и ќе можеш доволно добро и доволно брзо да изреагираш. Бидејќи, како што кажав, ти нуди 2 секунди повеќе за реакција и подолг пат на осветленост. Браво! Браво! Ова се светлата кои што заслужуваат многу големо внимание и ова се светлата кои што заслужуваат да ги земеш па дури во дополнителна опрема. Но тоа во некоја друга епизода сега ќе направиш сабскрайб, бидејќи искрено многу ми значи твојата поддршка, дури ми значи кога ќе ставиш лайк и коментар на ова видео и се гледаме многу наскоро, односно веќе наредна недела со ново видео. Чао!